Имам повеќе од 50 семени грбови, 10 општински грбови, имам грбови на функции, имам грбови на институции, на универзитети, имам грбови на академии, така да бројот на заедно со корпоративните е близу 100. Се уште не сум стигнато бројот 100. Значи, требаше да се помине целата држава и да се утврдат од секоја епархија по одреден символ кој што ќе биде вметнат во грбот и да се објасни на црковно-народниот собор, каде што како посебна точка беше усвојувањето на грбот. Тој предизвик е огромен, бара многу саможртва, голема посветеност и се разбира на крајот сатисфакцијата лична е многу поголема од она што би можело да се рече како материјална добивка за нас хералдичарите. Кога ја добив таа чест, јас да бидам автор на саблјата за почести, пред мене се отвори еден широк фронт на истражувања во кој што морав да ги опфатам сите досегашни сабли за почести што постојат во државите, во армиите. Во сите тие проучувања што ги правев, во тој континуитет, на крајот се наметна повторно дабовиот лист да биде специјално дизајниран во вид на штитник на саблјата и исто така во самиот дизајн се вметнати уште два елементи. Тоа е лорандитот од Алшар и црвениот македонски рубин, со што го затворивме символичкиот мозаик на тоа што треба да представува символично еден вака репрезентативен елемент од областа на хералдиката, од областа на символиката и функционално да може да се користи од армијата во чест на сите оние што ќе посетат Република Македонија. На Кривопаланичкиот грб е изразена целокупната историја на Крива Паланка и Кривопаланечкото. Представени се 8 петолисни розети. 8 по 5 40, 40 е сарандопор, односно сарандопорски, 40 кривини до Крива Паланка, 8 коридорот 8, така да симитот како препознатлив елемент кој што излегол од чаршијата, кој што ја представува душата на народот, но овој пат представен како кривопаланечки симитен јазол. Тие елементи му даваат посебен белег, посебна вредност, посебна
посебен елемент и чувство е кога вие ќе кажете дека имате нешто собствено, а многу луѓе го имат тоа без да знаат. Тоа пропаѓа. Таа традиција, за жал, кај нас, македонците, не е создадена, едноставно не е создадена. Стојанче Величковски нема собствен грб заради тоа што е 100 Јанче и заради тоа што 100 Јанче одлучи како хералдичар да направи 99 авторски грбови и 100-тиот да биде негов.